Струмички комуналеци под рачната единица на акционерското друштво Водостопанство Струмичко поле продолжуваат со чистење на одводните канали и речните корита во Струмичко. Градоначалникот Коста Јаневски смета дека тоа е приоритет на граѓаните. Чистите корита ќе ги спасат земјоделците од прелевање и уништување на посевите, но и домовите, бидејќи обилните дождови често пати ги преполнуваат коритата и предизвикуваат огромни штети во куќите и објектите. Проблем кој го лоциравме како еден од најгорливите, како што сакаме да кажеме. Проблем кој со години создаваше вистински проблеми на населените места. Почнавме со акција и самите луѓе, самите граѓани ги лоцира овие проблеми на врвот на нивните приоритети и се зафативме со еден поголем проект со чистење на каналите кои мораме да признаеме со повеќе време не беа така темелно очистени како сега. Се разбира дека општина Струмица и порано правеше напори да каналите кои што се во ингеренции на општината да ги исчисти, меѓутоа ефектот секогаш беше недоволен, некомплетен, затоа што поголемите канали кои не се во ингеренција на општината секогаш остануваа недоволно исчистени и таа синхронизација сега еден настап направивме со цел да ефектите бидат видливи и да можат луѓето да почувствуваат навистина бенефити од таа акција. И министерот за земјоделство денеска во обиколка на местата каде што се чистат каналите. Тој констатира дека каналите не биле чистени речиси 10 години и затоа голем дел од капацитетите на АД Водостопанство се ангажирани за таа цел. И мене ми е драго што со ваква еден нов тип и нов концепт на заемна соработка помеѓу општината и акционерското друштво Водостопанство подружницата тука во Струмица, на дело може да се видат резултатите кога ќе се соединат капацитетите, дека навистина може да се произлезе во пресред и на граѓаните, на земјоделците од овој регион. Знаеме за сите поплави кои што се случија, за непогодите кои што ги доживеа и овој регион. Ја знаеме сликата и од претходно и навистина ми е драго што веќе околу над 3.500 метри одводни канали и речни корита се чистени и оваа активност заедничка на општината и на АД Водостопанство продолжува и натаму. Од Министерството информираат дека ќе се чистат каналите во повеќе региони во државата, а приоритет имаат тие каде што ситуацијата е најалармантна. За сега се почнува со чистење и во Кочани и Битолско.